како да го решиме? Оти се решава со знаење, не се решава со декрет, не се решава со универзални, да свелам, експертутки од општа пракса. Ајде да направиме психолошки тестови на сите кои седат во парламентот, на сите избрани носители на јавни функции, вклучувајќи тука од председателот, премиерот. Ајде да ги видиме нивните морални и етички капацитети, нивните интегративни способности. Ќе се разочарам. Ние бираме менаџери, односно ние бираме градоначалници на општините, бираме влада, бираме министри, за да излезат од просекот, да размислуваат подобро од тоа што мнозинството може да го испорача како барање желба, како антибиотик. Ако имате доза од 5 мл, може и ќе ви помогне ако испиете во точна доза и во точно време. Но ако испиете цело шише, веројатно дека ќе се отруете. Така и со овој тип на, да речеме, непристојна кампања или црна кампања. И кога имате систем на без вредности, значи систем во кој што правилата важат само за послабите, а за оние што се поврзани не важат правилата, тоаш имаме систем на нееднаквост. Даниела не може да ја наречеме најлошиот градоначалник, меѓутоа прагот за споредба не е многу висок, посебно вие 30 на години, така. Вербалната конфронтација се претвара во деструкција кон и со животот. Кога палат шуми, мафијашки бизнис, кога разгорувате или создавате депонии, биле хибридни напади. Кога градите без дозвола е урбана мафија. Кога малото, населбата, градот, реките ги претворате во депонии. Што е сега ова? Ми се чини дека сме зрели за една колективна психијатриска диагноза и терапија. Може би ова е доволен повод за гостување на професорот и доктор... Не, професор. Селски доктор сум. Јас така милувам. Не сум професор, немам некои научни титули, освен постдипломски студии завршено во Белград. Доктор Мице Дудучки, добре дојдовте во емисијата. Добре ве најдов и поздрав за вашите гледачи. Секоја популација во светот има свој психопрофил. Како би го окарактеризирале македонскиот психопрофил? Да се пофалам малку, додека работев на ВМА, важев за доктор Хаус по прашање на диагнозата, бидејќи се занимавам помалку или повеќе со социјална психијатрија, така да најдов за сходно уште пред 10 години на ова прашање да одговарам со една кратка диагноза, односно ова е акроним од диагнозата на македонското општество, а тоа е МАМА синдром со 2 М. Во превод малигни, архетипски, македонски, мазохистички аутодеструктивизам. Веројатно оваа диагноза звучи малку рогобатно, обширно, меѓутоа содржани се сите елементи за нашата општествена стварност. Зошто малигно? Затоа што сето ова што се чини од осамостувањето до денеска, сето тоа е крајно дегутантно и во социјална, и во психолошка, во емоционална, во деонтолошка, во било која смисла, носи со себе еден општ пад на сите општествени вредности. Архетипски, изгледа тоа на некој начин во колективниот геном ни е вградено, дека кубурата ќе ни се најде за некои лоши времења и дека наведнатата глава сабја не ја сече, односно, тој наш следниот елемент, мазохизам, изгледа како да ни е вграден во колективното свесно и несвесно, исто така како да боледуваме од стокхолмски синдром, нашите злосторници, домашните, мислам пред се, како на неки начин да ги возлюбуваме, што велат овие теолозите, и на некој начин да ги идеализираме, да ги обожаваме, што е абсурд, меѓутоа е стварност. Дозволете ми еден цитат од ветеранот на македонската невропсихијатрија, професор Методи Чепреганов. Мој учител и мој драг пријател, нека му е лесна земјата, првите чекори во неврологијата ги учев од него и камо среќа
ините генерации да имаат такви учители. Еве, се сеќам со многу емоции на мојот драг пријател и на мојот драг учител. Во една негова прилика ќе каже: постигнавме супер его. Се што било потиснато во нас излезе на површина. Деструктивно е. Сите знаат, сите се можат. Плюс не недостига знаење, напиша починатиот доктор Чепреганов. Зошто немаме вградени социјални, морални и етички норми? Кога зборуваме за недостаток на овие принципи, што велат црногорците чојство, јунаштво, недостасува емпатија, недостасува разбирање, недостасува човеколюбие, недостасува пресе знаење, умење, способност, кредибилност. Сите тие вредности кои ги стекнувавме во време на оној социјализам, лош социјализам по знак на навод, сега тие вистински вредности за жал се маргинализирани или оние луѓе што ги поседуваат на некој начин не се во мејнстримот на ова општество. И кога зборуваме зошто е тоа така, ќе појдам од првите чекори од градбата на нашето его и на суперегото, оти ни недостасува етичко и естетичко образование. Ако ги воспитуваме децата во етичка смисла, од мали носе, тие како млади луѓе ќе бидат етички воспитани, образовани, како родители исто така, утре како баби и дедовци, и тие своји вредности не само низ генетиката, туку низ процесот на воспитувањето, низ процес на идентификација, бидејќи се идентификациони објекти за помладите генерации, ќе служат како позитивен пример. За жал, тоа не се случува. Исто така не се случува она што велам во естетска смисла да ги воспитуваме и децата и младите луѓе. Човек кој има естетски критериуми вградени во себе, нема да уништува и загадува околината во која живее. Не може Скопје, па и другите градови во Македонија да се претворат во една депонија и во ментална и во физичка смисла. Естетиката не значи само нешто убаво, него чинење нешто што ќе биде индивидуално и општествено корисно, добро, убаво, пријатно и за окото и за душата. Господине Дудулички, зошто станавме се поагресивни, депресивни, акциозни, па и помалце и апатични? Затоа што сме жртви на влијание на медиумите, дали се тоа печатени се помалку, дали се тоа електронски, дали тоа влијание на социјалните мрежи, дали се тоа негативни узори, што вела србите, негативни примери за идентификација. Мојата сопруга е професор во пензија и на еден состав што би сакале децата да бидат, малите коменовчини одговорили дека би сакале да работат во Ирак и Авганистан, еден дел сакале да бидат фудбалери, а еден дел од девојчињата би сакале да бидат Јелена Карлеуша. Не е проблем што Јелена Карлеуша, зборувам како архетип, зборувам како патерн, што не знае кој е Толстоевски. Проблем е што ние знаеме кој е Јелена Карлеуша. Проблем е што ни се сервира кич, шунт од најдолем вид. Вистинските вредности, знаењето, науката, културата, уметноста, вистинската музика, сето тоа е на маргините, потиснато од сите оние негативни влијани и од нашата општествена стварност и негативни влијани од така наречената западна култура. Кој го форсира тој како што велите, кич и зошто дозволуваме тоа да се протне кај нас? Па затоа што некој има интерес пред се материјални. Сето тој кич и шунт и во ментална, и во културолошка, и во социјална смисла е само последица на нелегитимна потреба на одредени структури од општеството да остваруваат енормни профити. Замислете на српските тие реалити шоу, елита. Од најдолен вид уличарки, дебилести луѓе, извитоперени луѓе, тие преку медиумите на Пинк пак го земам како архетип, преку таквите и слични медиуми стануваат мегазвезди, стануваат популарни. Додека нема да знаеме
Јавноста нема да знае дека едно детенце по име Македоне врно интелектуалче за своите години. Нема да знаеме кој е Марко Чаласан, едно дете гениалче, исто така најмлад инженер по софтвер. Нема да знаеме кои се вистинските спортисти, вистинските вредности во театарот, во културата, во филмската индустрија, во книжевноста, затоа што глобализмот тоа го наметнува. А ние пак со зинати усти тоа го прифаќаме, затоа што, велам, од исклучиво лукративни интереси. Како тоа ќе го решиме? Во ред. Не сум моралист, пуританец, ќе постојат и такви работи. Ама сето тоа ќе го ставиме на маргините на општеството и сето тоа ќе го оданочиме со голема стапка на данок, а тие оданочени средства ќе одат за вистинската култура, за вистинската уметност, за наука, за здравствено школство, за здравство, за економија, за екологија, за инфраструктура. Пред една деценија напишавте колумна, на градовите им се потребни волонтерски организации од експерти, бизнесмени, родители, културни дейци кои ќе даваат поуки и ќе бидат коректив на сите глупави, урбавини решенија. Така, со години трубам, поготово на локалните власти и на претходниот градоначалник и на актуелниот сега и на идниот, дека ние во советите имаме делегатски систем. Па нели тоа не чинеш? Наместо советите да бидат од савет мудраца, што велат србите, од стари, умни глави со искуство, со стручен, научен, искустен бекграунд, ние ставаме деца само што лепеле плакати и трчале за партијата. Што тие кутри? Немам ништо против младите луѓе, ама треба знаење. Треба вистински експерти, вие новинарите велите, јас велам луѓе со знаење, со умење. Од инфраструктура, од геополитика, од урбанизам, од хортикултурно уредување, од наука, од спорт, од уметност, од култура, од правосуден систем, од меѓународно право, од спорт, од сите сфери на општествено живење, во секоја општина сум сигурен дека има волонтери, луѓе кои своето знаење, умење, искуство ќе го бесплатно ќе го дадат. Може да потрошиме една шолја чај или кафе, да се напиеме кај градоначалникот, за некој проблем што ќе се јави во средината, општествената средина, дали е тоа селска, дали е градска средина, како да го решиме? Оти се решава со знаење, не се решава со декрет, не се решава со универзални, јас велам, експертутки од општа пракса. За се ги бива. А за оно што треба да го работат се, кој моето презиме Дудуци. И тоа го велам и прво, нема да имаме лези лебовичи, кои ќе ода само да испијат капе во општината и ќе дигаат трака. Нема да имаме паразити по разноразни надзорни управни одбори. Тоа не е потребно. Ќе има од самата фирма, од самата компанија, ќе има стручњаци кои ги контролираат работата, ќе ја контролираат на раководечкиот кадар, на да кажеме менаџерскиот тим. Загрижувачки е што станавме шампиони во Европа, не само по мизеријата во материјално, економска смисла, туку и во емоционална смисла. Зошто се доведовме до поделено општество? Таа подела настана со цел да се створат партиски војски. Да се створат еден квантум на клиентела, партиска клиентела, која ќе гласа без поговор. Турците велат, евет ефендија, ќе климна со глава. Што год да му каже, ќе дигне рака. Таквата поделба на клиентелизам создава бипартизам во општеството или бинационалност во општеството. Следите древен гостин во емисијата доктор Мице Дудучки. Доктор Дудучки, бевте еден од иницијаторите за помош на родителите и децата од Кочанската трагедија. Како се санираат психолошките трауми во овој град? Со синот и неговите колеги донесовме одлука не тие травматизирани
деца, нивните родители, нивните семејства, па и другите граѓани не да доаѓаат на клиника или да доаѓаат во нашите ординации, туку ние да бидеме во тие први редови, бидејќи како воен лекар порано како неуропсихијатар бев на боиштето како лекар доброволец и таму ги решавме оние психостравматизирани на првата борбена линија. И таа доктрина ја применивме и сега, отидовме со цел на тие деца да им пружиме имедијатна, брза, стручна помош, психолошко, психијатриска, и тие работеа, поготово психолозите, младите психолози работеа доста и во Кочани, меѓутоа работеа и на клиниките. Ние тоа го нарекуваме лиезон психијатри, француски Џаксон, па тој термин се користи. Покрај креветот на пациентот, на болниот, страдени од опекотини, од трауми, од гушење и хемиски пневмонити со она трагедија што се догоди, што се случи во Пулс, да им помогнеме. И сега, која е хипокризијата? Ние тие луѓе донесовме одлука бесплатно социјалните случаи, бранителите, инвалидите, децата и нивните семејства настрадани, деца со посебни потреби да ги лекуваме бесплатно, да ги прегледуваме и да ги третираме бесплатно. Замислите која е гадост од фондот. Ние можеме тие деца да ги прегледаме бесплатно, ама тие не можат да ги земат лековите кои одат на позитивна листа и за кои нивните родители плаќаат доприноси, затоа што лекарот бил приватен лекар, што договорот со фондот истекол. Нека им служи на чест, јас тие глупости и лудости ги критикувам, ама исто така лекарската комора, која ни да мрдне со мал прст, да направиме и заедно со почитуваните колеги од психијатриската клиника и од Заводот за ментално здравје, да направиме една доктрина, државна доктрина за збринување не само на психотравматизираните, него на бројните ментални проблеми од кои произлегуваат и за болести на зависност, убиства, самоубиства, асоцијално или социопатолошко однесување, за да може да ги превенираме таа социјална патологија. Можеме ли колку да си го сочуваме менталното здравје во една ваква помалку нездрава средина? Јас повторно би го цитирал мојот драг учител професор Чепреганов, со кој зборуваме во француски јазик. Тој велеше ретир а ла натир, враќање кон природата. Еден мој колега, професор Новотни, еден мој побратим со кој сега се слушам, тој е оперски пеач кој имаше разни стресови, доаѓаат кај нас таму во селото, каде што градиме санаториум од камен. И велеше Дудучки, јас не сум се чувствувал подобро во последните 5-16 години, тие се соседи таму некаде испод Црниче. Рекол, дали видовте дека на вашите деца им недостига природа? И на вас ви недостига природа. И место да останеме од ручек таму некаде до вечер, ние заглавиме тока 12 сати со убава песна, со убаво музицирање и се чувствуваме добро. Враќање кон изворните вредности, семејни, социјални, културолошки, тоа е спас на човештвото. Оти не само ние на Балканот, не само во оваа земја. Целиот свет тоне во некоја глупава декаденција, во некој извитоперен, первертиран систем на вредности кој ќе треба многу години, ама и многу вложен труд да дојдеме на едно нормално равниште каде што ќе се знае кој е татко, кој е мајка, кој е пол со XY хромозоми, кој е пол со XX хромозоми. Сето тоа што е извитоперено доведува до крајна деструкција на целото општество. Може би ова ќе звучи како утопија што го зборувам, меѓутоа јас не гледам како лекар пресе, не гледам некое друго решение во социјална и во психолошка смисла за човештвото воопшто, па и за нас како земја, која сме, за жал, најнесречна, најмизерна и по економскиот статус, и по функционирањето на институциите на системот, почнувајќи од кривосудниот систем, од нарушениот образовен систем, од нарушениот здравствен систем, од социјална заштита, etc. Многу малку знаат дека бевте лекар во борбените линии при распадот на Југославија.
цел свет е во грч. Па и ние живееме постојано по некој модел на купи ден продај. Зошто стануваме се подеструктивни? Зато исчезна објектите, фигурите на идентификација. Ние не се идентифицираме со вистински луѓе кои биле прави водачи на општеството, кои биле творци на здрави, нормални општества. И вие новинарите често зборувате лидерска средба. Кои лидери? Да се крстам со лева рака, бидејќи сум атеист. Лидери биле Ѓузепе Манцини, Ѓузепе Гарибалди, Хо Ши Мин, лидери биле Махатма Ганди, Маршал Тито. Тоа биле лидери. Тоа биле луѓе кои имале визија. Овие сега не се лидери, тоа се партиски послушници, нечии марионети, па и во светот. Ајде да направиме психолошки тестови на сите кои седат во парламентот, на сите избрани носители на јавни функции, вклучувајќи тука од председателот, премиерот, следови на кабинетите и остало. Ајде да направиме. Ајде да ги видиме нивните морални и етички капацитети, нивните интегративни способности. Ќе се разочараме. И тука ќе видиме дека тука е и тој наш IQ 89. На ниво на дебилност. За жал, тоа се дебилите с доцилис, така ги нарекуваме ние во психологијата и во психијатријата. Зошто да не одбереме? Зарем ова земја нема поквалитетни луѓе, слободомислечки, креативни, способни, со вистински вредности. Ама тие се на маргините на општеството. Се додека оној талог не го тргнеме од фокусот на општественото внимание, а вистинските вредности да ги вратиме во фокусот на општеството, за да ги искористиме нивните потенцијали за подобро живење на граѓаните. За мене, знаете што е патриотизам? Нормален, квалитетен живот на граѓаните. На сите, без обзира на вера, националност, определување. Тоа е за мене патриотизам. Не е да се бусаме во груди и да билдаме, да правиме од стиропор и да правиме споменици на секој чекор. Тоа е идиотизам. Ви благодарам за гостувањето и за разговорот. Ви благодарам и вам. Може би бев малку поагресивен во своето излагање, може би зборов доста со многу емоции, за жал негативни, меѓутоа пред стварноста и пред фактите не смееме да ги затвораме очите. Доктор Мице Дудучки, невропсихијатар. Богата биографија, големо бизнис и политичко искуство. Собственик е на 2 агенции, маркетинг и пиар. Во ово издание на Трилинг, соговорник е Ангелка Пеева Лауренчич. Добре дојдете во емисијата. Благодарам на поканата, задоволство ми е да се видиме повторно. Во Македонија секогаш имате една балканска емоционалност и страст. Дали изборните кампањи се израз на нашето тековно културолошко, социолошко, па и образовно ниво? Секоја кампања било каде во светот, не само балканска, не само кај нас, е израз на тоа милје контекстуално, социјално, културолошко, начинот на кој што се комуницираат работите, начинот на кој што се обраќаме меѓу себе. И затоа добрите политички кампањи, скоро без исклучок, мора да ги работат луѓе кои што се дел од тоа милје, за да може да се разберат со гласачите, односно со купувачите кои што треба да го купат кандидатот, односно да гласаат за или против некого. Колку ова изборна кампања за локални избори всушност е доволно поткована врз основа на теми, прашања и проблеми кои навистина ги засега обичните граѓани? Локалните избори генерално се најжестоки, најагресивни и повеќе слојни политички комуникации за разлика од парламентарните или председателските. Ви имате голем број на кандидати, многу општини, различни контексти во секоја општина и различни јазици на комуникација. И заради тоа можеме да кажеме дека ако сакаш да ги следиш сите
тековни комуникацијски стратегии за сите општини, тоа е скоро невозможно. Зошто се разликуваат, зошто поинаков е тонот и начинот на комуникација. Например, земете Центар, Карпош, Ресен, Струмица, Штип, се тоа е различно. Немате една стратегија за сите. Имате различна стратегија во секоја општина. Од друга страна, веќе не важат истите правила за политичка комуникација како што било пред 10, 15, 20 па и 30 години. Се размножија многу брзи канали на комуникација и многу различни начини на комуникација со гласачкото тело. Ќе забележите дека веќе ги нема тие големи кабасти митинзи на плоштадите, веќе ги нема огромните собири и масовки, туку се оди на еден друг тип на комуникација со гласачкото тело и повеќе е tailor-made или обликувано согласно интересната група на гласачи, односно обликувано согласно потребите на гласачите за одредена општина. Лавренче, спотови, слогани, ТВ дуели, имаат ли некаков удел во освојувањето на гласовите? Дали тие се наменети за симпатизерите или за отсрнување на политичкиот опонент? Во принцип, генералната кампања што се креира, генералниот слоган, спот и сите други промотивни материјали кои што одат со тоа се наменети кон гласачите и претежно се наменети да ги предизвикаат веќе постоечките поддржувачи на кандидатот и да предизвикаат нови поддржувачи од фундусот на гласачи кои што во принцип не му припаѓаат нему. Како се развива кампањата, така се развива и таа црна кампања, како да кажам, која што скоро никогаш не е носечка. И таа е наменета за да одземе гласови од главниот конкурент во одредена средина. Тоа што е интересно да се види е траењето на оваа кампања. Значи, оваа кампања, согласно закон, треба трае 21 ден. А ние сме сведоци дека таа трае најмалку дупло повеќе и тоа со скоро истиот интензитет како што го имате еве неколку дена пред избори. Сите кандидати беа доста присутни, доста видливи и доста агресивни уште пред да почне политичката кампања за овие локални избори 25 година. Сметате ли дека кампањите, шетањето низ општините, шетањето меѓу граѓаните, сушност е клучна во носењето на одлука на луѓето кому да му ја дадат довербата? Може би не е клучна, меѓутоа е многу важна. 80% од проблемите помеѓу луѓето, без оглед дали е кампања или друг тип на комуникација или вообичаена комуникација секојдневна, се решаваат со добра комуникација. Живиот збор и контактот е незаменлив. Тоа било од секогаш така и тоа нема да се промени веројатно и во следните 100 години, освен ако сите не се оттугиме до толку да и не постои таков контакт. Затоа сметам дека таквиот тип на комуникација директна со гласачкото тело е пожелен и посакуван и имаат ефект на кандидатите. Орли, врапчиња, загари, предавници, криминалци, неспособни, урбана мафија. Дали лидерите, партиските лидери всушност им ја киднапира кампањата на кандидатите за градоначалници? Се чини дека, или беше сосема очино дека на сите митинзи најчесто доминира претставителите на партиите? Има две работи тука. Прво, што треба да ги разграничиме, дозата во комуникациите и како гласа македонското гласачко тело воопшто. Ајде да почнеме од второто. Од тоа што го видовме како резултат на овие локални избори, јасно и недвосмислено е дека македонското гласачко тело, под македонско гласачко тело го сметам севкупниот број на гласачи во Македонија, гласа најчесто
кон политичка партија. Се уште ни треба време да излеземе од матрицата и да гласаме за човек, затоа што и овие резултати тоа го покажуваат. Ако е тоа така, а е така, тогаш политичките лидери недвосмислено ја користат можноста да го зголемат фундусот на гласачи во дадена општина со нивното присуство. А со оглед дека се доминантни во политичката арена, понекогаш го крадат шоуто, како што рековте, на самите кандидати. Од друга страна, црната кампања или невоспитаното однесување и реторика на одредени поединци, групи, политички субјекти кон кандидатите од другата страна, дури може да биде и контрапродуктивно кон тој што тоа го испраќа како порака. Како антибиотик. Ако имате доза од 5 мл, може и ќе ви помогне ако испиете во точна доза и во точно време. Но ако испиете цело шише, веројатно дека ќе се отруете. Така и со овој тип на, да речеме, непристојна кампања или црна кампања или кампања под нивото на моралниот и етичкиот момент, може токму обратниот ефект да го даде кон тој што ја испраќа. Бевте своевремено и пратени во законодавниот дом. Повеќе од 30 години сте активна и на политичката сцена, и во бизнис круговите. Како денес ја оценувате политичката сцена во земјава? Кога ќе кажете сцена, на сцена се присутни, нели, блескави поединци, актери и слично, зашто сцената е наменета на најдобрите. Јас мислам дека ние генерално треба да размислиме околу тоа кој се може да влезе во политика, за да остане нивото на доверба кон политичарите доволно за да можат со авторитет да ги водат процесите. Зошто што се политичарите? Политичарите се менаџери на одредена општествена целина. Ние сега што бираме? Бираме градоначалници кои што се менаџери на општината, треба да ја менаџираат општината, како во една компанија. Менаџерот треба да ја менаџира компанијата, како дома тој што носи пари треба да размисли како да ги подели и што да инвестира, да купи, кога да земе кредит, за да семејството добро функционира. Тоа се градоначалниците. И во тој правец многу е битно да имаме добар избор и таа сцена да има повеќе звезди. Наместо да тргнеме во битка со некакви подпросечни познавања од областа која што треба да ја работите утре. Ние, впрочем, таа лекција видливо ја научивме со градоначалничката во Скопје. Сметате ли дека е спуштено, паднато е нивото на комуникација и критериумот за, да речеме, за избор на пратеници, па и за градоначалници? Низ годините ние сме сведоци на пат на квалитет на авторитети во политичките субјекти, односно политичките партии. Ние пред 20 години, 30 години имавме многу квалитетни подмладоци. Значи, во подмладоците на партиите имаше избор на звезди за таа политичка сцена, да ги наредите, и тоа беа квалитетни, млади, интелигентни луѓе со идеали, секој во својата идеолошка матрица, дали биле левичари, центристи, десничари, ултрадесничари. Денес такви подмладоци не постојат и ова би била една сугестија за политичките субјекти, особено за тие што сериозно сакаат да обстанат на политичката сцена, да поработат малце на создавање на етични
и едуцирани кадри во областа. Вие и сега споменавте, но најдов едно ваше поодамнешно интервју каде што велите дека водењето држава е менеджмент. Колку и како политичките водства добро управуваат со државата? Тоа не е моја проценка, оценка. Вие имате истражувања и таму граѓаните го даваат конечниот суд. Дали се чувствуваат, дали ја гледаат земјата дека оди во добар правец, каде го гледаат својата иднина. Ни треба многу работа во тој сегмент, ни треба постување на правила, дисциплина, ред, поредот и закон. Не можеме да ги менаџираме процесите во државата, како што не можеме ни да ги менаџираме процесите во компаниите што ги водиме по желбата на мнозинството. Туку треба да се превземе ризикот, да се превземат мерки кои што во некој идно време ќе дадат подобри перформанси и подобри параметри за животот на сите граѓани. Не знам дали бев доволно јасна. Значи, не е битно што мисли мнозинството граѓани за одредена тема во одреден период. Туку е важно дали политичките структури кои што се избрани и платени да ја менаџираат државата, сметаат и тоа можат јасно да го покажат и докажат дека тоа долгорочно носи бенефит за општото добро на сите граѓани во државата. Господи Лауренчиќ, вие сте дел од Советот на Алијансата за родова еднаквост. На последните локални избори пред овие, во овој момент од 81 градоначалник, само 2 се жени. Зошто се уште не може да се разбијат овие стереотипи и предрасуди? Дали се уште политиката е машки род? Мислам дека тука има сериозно поместување, особено во делот на... Ако си земе дека имаме председателка жена и градоначалничка во заменување жена. Видете, после Данела Арсовска некако и малци крилата ни се пресекоа кога инсистираме на полова еднаквост во сите структури. Тука не станува збор само за градоначалници, но има сериозно поместување во делот на собранискиот дел, пратеничкиот состав е подобар, но треба доста да се работи во сегментот на преземање на пожестоки улоги, а тоа се градоначалничките улоги, каде што потребата од мотивирани, храбри, менаџерски настроени дами ќе биде јасна и кон гласачкото тело, но како што кажав, таков еден бран имаше пред 4 години за се уште актуелната градоначалничка и нејзиниот мандат е едно тотално фијаско и разочарување за сите кои што верува во таа димензија за која што ја сега зборувам. Дали се соочуваме со деградацијски и цивилизацијски заостаток? Во која смисла? Потврламе во политичкиот општествен амбиент на функционирање, на нефункционалноста на институциите. Јас мислам дека светот потврла. Значи, вака сега ако ја видиме малце пошироко сликата и во Европа, па и уште пошироко, многу процеси се изненадувачки различни од тоа што биле пред некое време. Лично сакам да верувам дека цивилизацијски поминуваме низ некаков процес на просејување, додека не дојдеме до тоа што е потребно за еден севкупен напредок, па во таа смисла и домашното милје и кај нас во Македонија. Тоа што повеќе ме загрижува е очигледното на оваа кампања, и тоа можев да го забележам во комуникацијата на повеќе кандидати за градоначалници, некритичкото користење на вештачката интелигенција, која што ја навредува пак и интелигенцијата на гласачкото тело.
што вештачката интелигенција се уште не е емоционална интелигенција која што може да комуницира и може да го испорача тоа што е потребно кон гласачкото тело. И ако овој тренд продолжи, а тоа е прв пат виден, тоа е новоста на овие избори, ако треба да издвојам што овие избори се различни од сите претходни, е неумереното и некритично употребување на ChatGPT и друг тип на алатки во креирањето на политичките реторики, на политичките визуали и во начинот на комуникација со гласачкото тело. Лавренче, демократијата не е воопшто идеален систем, но досега подобар не е измислен. Мнозинството го владее малцинството. А какво ни е малцинството? Ако ме прашавте ова прашање пред 30 години, многу жестоко ќе застанев на тоа дека демократијата треба да се брани по секоја цена и се уште стојам на тој став. Но денес од оваа дистанца сметам дека правата кои што произлегуваат од демократијата секогаш треба да бидат проследени со обврските што истата таа демократија ги носи. И ние под плаштот на демократијата инсистираме само на правата, а многу малку на обврските. А обврските значат дисциплина, ред, почитување на законите и креирање на процедури и систем на функционирање на секое ниво. Во тој контекст ќе останам на таа позиција дека да, точно, не е измислен подобар систем, точно дека тоа е владење на мнозинството кое што го представува просекот, зашто мнозинството секогаш е просек. Прашањето е што е просек во одредено време, на што филозофски може да дебатираме, дали оваа генерација Z е попаметна од мојата генерација X. Значи, тоа е просекот. Мојата генерација X била таа што била актуелна пред 30 години, а ова е сега новата генерација. Која е попаметна? Што е просекот пред 30 години, што е просекот денес? Затоа ќе се вратам на тоа што на почетокот го кажав. Ние бираме менаџери, односно ние бираме градоначалници на општините, бираме влада, бираме министри, бираме пратеници, за да излезат од просекот. Да размислуваат подобро од тоа што мнозинството може да го испорача како барање желба, да инсистираат на обврските, на дисциплината, системот и следењето на правото и правната држава. Благодарам за гостувањето и разговорот. Благодарам на поканата и се гледаме повторно. Благодарам. Меѓу двата изборни циклуси, бројна владина делегација, предводена од премиерот Мицковски, беше во Лондон. Со невообичаена медиумска тишина, помина неговата изјава дека е разговарано за иницијатива на Балканот да се формираат бегалски населби за прием на илегални азиланти кои престојуваат во Велика Британија. Ова е комплексна тема за која македонската јавност се држи изолирана или маргинално се информира. Можеби и дозирано се информираат гледачите и јавноста за тоа дали е возможно токму на македонско тло да се прават центри за бегалци. Гостин во ова издание на Тренинг е универзитетскиот професор Јордан Шишовски. Добредете во емисијата. Добро најдобро. Професоре, како гледате на овие повремени најави за можно отворање на бегалски кампови? Ние на неколку наврати во изминативе 30 години имаме искуство со прием на азиланти. Како се ка, имиграцијата е многу горлев проблем во современата политичка сцена. Гледаме посебно во Европа, посебно во Западна Европа. И ова е многу комплексен феномен кој што има повеќе нивоа. Од една страна имаме бегалци од војни. Ние имаме искуство
бегалците од војната во Косово, над 300.000 луѓе, беа акомодирани, беа згрижени, потоа беа вратени назад, бегалци од војната во Босна и така натаму, сега имаме и од Украина помал број на бегалци. Тоа е хумана страна и која што е на некој начин привремена. Има меѓународни организации што помагаат и така натаму. Имате друг тип на имиграција кога луѓето сакаат да одат негде. Например, некој сака да живее во Скопје, го сака градот, ги сака луѓето и доброволно доаѓа да живее во Скопје, бидејќи ги сака луѓето и културата. Меѓутоа, она што се плашам дека сега се случува е, според овие преговори што се зборуваат, е нешто што би го нарекол присилна имиграција. Значи имаме луѓе кои што тргнале, сакаат да живеат во Лондон или во Манчестер и заради политички игри се враќаат и присилно се носат тука да живеат. Така што за нив самите бегалци ова е проблематичен аспект. Од друга страна е за мене проблематично тоа што се тргува со луѓето како да се некаква стока која што треба да се разменува за некакви кредити. И во таа смисла е многу проблематично и конечно проблемот на масовната имиграција е проблем на западните земји кои што самите си го направија и сега сакаат да го решат и да го претурат кај другите земји кои што кај нас нити сме избрале миграција, ниту пак имаме капацитети, нашите институции немаат капацитети ниту за нас да обезбедат еден квалитетен живот, па сега се обидуваат да си ги решат своите проблеми претурајќи ги кај другите. Шишовски, имајќи го предвид договор за стратешко партнерство со Велика Британија, можно ли е договор ние вам кредити, а вие на нас ни отварате центри за прием на азиланти? Не ги знаеме деталите, никој не ги знае, за жал немаме јавна дебата на тоа, немаме одговор од страна на властите, немаме одговор ниту од британска страна, меѓутоа гледаме редица на слични договори кои што се случија. Италија започна со Албанија, ја направија оваа шема, со што западните земји кои што самите повлекува огромен број на масовна имиграција, сега имаат вишок на имиграција и имаат социјални проблеми, политички проблеми и сакаат да го решат тој проблем на начин на кој на штета, јас мислам, на самите мигранти и на третите земји како нас. Во светот расте популарноста на десниот популизам и радикализам. Се зајакнуваат радикалите во Холандија, Франција, Германија, популистите се во Словачка, Чешка, Унгарија, Србија, па и во Македонија. Зошто расте влијанието на десницата и се суспендираат либералните политички сили? Постојат повеќе причини, повеќе катализатори, да речеме. Од една страна, започнавме со бегалската криза, со проблемот на масовната имиграција, кој што не беше соодветно планиран како процес, едноставно вратите беа широм отворени и сега, од која има негативен аспект, имаме веднаш затварање на вратите. Постојат и други елементи, тука главен катализатор се социјалните медиуми кои што ги нагласуваат екстремните емоции, радикалниот говор, екстремниот говор, со што се зајакнуваат сите екстремни движења и од екстремната левица и од екстремната десница. Меѓутоа има и други елементи на дворешни сили, значи денеска живееме во еден свет на ривалство помеѓу така наречените големи сили, каде што послабите сили се обидуваат на некој начин да ја подријат Европа преку создавање од една страна создавање на мигрантска криза. Неодамна излезе студија дека руската парамилиција Вагнер создавала цели мрежи на нелегална трговија со мигранти, создавајќи, всушност, продлабочувајќи мигрантската криза. Од друга страна ги имаме социјалните медиуми преку кои преку ботови се разгорува омразата кон истите тие мигранти. Во Украина неодамна најдов во еден подрум 150.000 сим картички. Така што нареден пат кога се расправате со некого на социјалните мрежи, најверојатно се расправате со некој бот. Зошто доминира политичката лојалност и клиентелизмот наместо систем на нови демократски стандарди? Кај нас
се наоѓаме во систем на нестабилност. Ние, за жал, 30 години не успеавме да изградиме соодветна владење на правото, и кога имате систем на безвредности, значи систем во кој што правилата важат само за послабите, а за оние што се поврзани не важат правилата, тогаш имаме систем на нееднаквост и тогаш луѓето се ставени во некаква примарна состојба, во состојба на борба за голиот живот, во која што тие се борат да дојдат до ресурсите или да си ги задржат ресурсите преку познанства, преку лојалност кон оној кој што го обезбедува лебот, за жал, и тоа создава еден систем на клиентелизам и на антидемократски вредности. Во првата половина на минатата година, токму во ова студија констатиравте таму каде институциите се слаби, луѓето бараат лидери со цврста рака. Но тоа се личности со болни нарцисоидни особини, чија цел е вниманието да се одржува само кон нив. Уште го делите ова мислење? Мислам дека тоа е на некој начин вечна состојба на човечката состојба, бидејќи слободата не е лесна, кој имате нестабилни институции кои што не може да ја канализираат, кои што не може да остварат еднакви права, луѓето бараат на некој начин спас, нели давеникот и за сламка се фаќа. Постојат на некој начин анегдоти во Америка кога се ослободиле робовите, многу од нив се враќале назад. Така што се враќале назад кај робовладетелите, бидејќи не можеле самите да се снајдат. На некој начин и ние, нели, сме робувале нашите дедовци на султанот, потоа нашите родители на маршалот, нели, на кралот, па на маршалот, и сега ние на некој начин бараме нов султан, бараме нов маршал, да речеме, на кој што ќе му робуваме. Слободата не е чекање на нештото од другите, нели, решавање на проблемите од другите, туку само превземање на одговорност во своите раце. Дали на сцена се авторитарни лидери? Да, целите овие 30 години и повторно во сите општества каде што нема стабилни институции, има појавување на силни лидери. И кога гледаме општество на силен лидер кој штудира на маса, Путин, Русија, Ердоган, Турција, така, Ши во Кина, тоа е израз секогаш дека општеството е слабо, дека институциите не функционираат. Соединетите држави се повторно во криза која што е и културна, и социјална, и повторно и кај нив гледаме силен лидер кој штудира на маса. Така што ова не е уникатен проблем за нас, ова е сеопшта човечка состојба. Дали на политичарите во преден план им е иднината, интересот на државата и граѓаните или личниот интерес? За жал, овој систем за кој што зборуваме е системски, значи не станува збор дека политичарите не се некои странци, така ние не робуваме некому од надвор. Политичарите се нашите соседи, комшии, така и не се станува збор само за политичари, станува збор за директори во јавни институции, за вработени во јавни институции, така тоа се наши соседи, комшии, некој од нас можеби учествува во некој од овие институции, сите учествуваме во јавниот живот. Секој пат кога ќе пресечеме некому пат на улица или на пат, така кој ќе се пикнеме само да прашам преку ред, ние го кршиме системот. Значи, системот не е нешто што е далеку, нешто што е од другата страна, ние сме самите системот. Ако ние не се почитуваме едни со други, ако ние не работиме доследно на нашите работни места како добри работници во нашата работа, тогаш системот ќе почне да се распаѓа. И тука имаме разликата помеѓу, сега ќе употребен збор, во антиката, на стариот грчки јазик зборот идиотес, кој што кај нас има вулгарна употреба, значи многу просто нешто, приватно. Во античката демократија имаме идиотес и политес. Идиотес се луѓе што се занимаваат со својот интерес на сметка на јавното добро, политес се луѓе што се занимаваат со јавното добро. Во моментот кога ние се обидуваме за 1 квадрат да зголемиме нашата куќа на сметка на соседот, на сметка на зеленилото, ние спаѓаме во оваа прва категорија на луѓе кои што
кои што го рушат системот. Гледате тренинг, гостим во емисијата универзитетскиот професор Јордан Шишовски, кој е по професија и архитект. Пред 4 години градоначалничката во заминување Даниела Арсовска дојде со слоганот за модерно Скопје. Од недела веќе ќе имаме веројатно нов градоначалник. Дали по Даниела се ќе биде исто, само без неа? Даниела не може да ја наречеме најлошиот градоначалник, меѓутоа прагот за споредба не е многу висок, посебно вие 30 на години, така. Така што повторно не би алоцирал одговорноста во една личност која што секако се покажа како крајно неспособна. Попрво би ја алоцирал одговорноста во цела серија на луѓе кои што имаат амбиција, кои што не оди подалеку од нивниот личен интерес. Така, сите директори, Даниела не го чисти ѓубрето, така постојат директори на компании кои што на јавни предпријатија кои што ги поставува, директори на културни институции кои што ги поставува, кои што самите, чија што сама нивна амбиција не оди подалеку од личните интереси и нивните фотели. Може ли градот да биде трансформиран, да имаме чист воздух, да немаме смет околу нас, да имаме јавен, редовен превоз? Апсолутно дека може. Она што го гледаме како градови европски, да речеме ги гледаме нордиските земји, денес се ултра богати, меѓутоа тие биле многу сиромашни, посебно после Втората светска војна. И ако ги видиме историите на тоа како тие градови се трансформирале, ако гледаме и Лондон и Берлин биле ужасни, како фавели биле на времето, посебно на почетокот на индустриализацијата. Скоро во ниту еден случај не гледаме спасител кој што доаѓа и ги решава сите проблеми. Секогаш гледаме будење, јавна свест, граѓаните се будат и почнуваат да се бунтуваат. Под бунтување не подразбирам да протестираат и да блокираат улици, меѓутоа доволно е да се соберат потписи за да се реши проблемот. Шишовски, зошто за овие 4 години дозволивме главниот град да ни биде во колапс? Дали метрополот, ако може воопшто се каже дека сме Скопје метропола, прерасна во голема депонија? Највидливиот аспект е со ѓубрето, кој што сите го гледаме и премногу се пишува и премногу се зборува. Јас би сакал да зборуваме за друг аспект на ѓубрето, бидејќи ѓубрето не е само на ѓубре што го фрламе. Ѓубрето може да биде визуелното ѓубре, рекламите, излегувате во град и насекаде гледате реклами со вулгарности, со се и се што светкање, така натаму. Под ѓубре можеме да зборуваме за звучна загаденост на свирежи, на гласна музика и така натаму. И под ѓубре може, за жал, како архитект, морам да кажам нешто, дека и како архитектите создаваат и архитектонско ѓубре. Така, гледаме нови згради кои што се изградени како повеќе личат на затвори отколку на вистински згради. Јас ја нарекувам таа Майнкрафт архитектура, со некакви квадратчиња, со ефтини пластични прозорчиња, малецки, исполнети цели со цевки, со кабли од сите страни висат. Не грижа за зеленилото, така, и тоа е ѓубре. Така, турбофолкот, сето она што ни се меша е исто така ѓубре. Така што ова зависи од градските власти, пред се од генералниот и деталниот урбанистички план, меѓутоа тие не ги прави некој таму, туку самите граѓани врз основа на своето право на град имаат право да влезат во институциите и да бараат подобар урбанистички план. Шишовски, во екот на најголемиот смет во јавноста се појави и колумна под наслов "Мене Скопје ми е убаво". Вас Скопје е убав вие? Мене Скопје ми е дом. Така, каде и да живеете, од каков и дом да излагате, и во шупа да сте израснале, за вас тоа е вашиот дом и тоа е нешто за кое што имаме емоционална врска. Љубовта кон сопствениот град, значи повторно, не смееме да забегаме од критика во критизерство и да почнеме да го оцрнуваме и да го, градот.
ние сме родени во овој град и наша должност кон нас и кон нашите поколенија и кон нашите предци, нели, е овој град, овој дом што го имаме да го направиме што е можно подобар. Така што да, за мене Скопје, колку и да сум критичен, колку и да се нервирам зошто се расипува, за мене Скопје дом, јас сакам Скопје да биде поубав и попристоен. Не мора кој знае. Нели нема пари за да го направиме, меѓутоа сакам да биде малку од малку поубав град. Благодарам за разговорот. Благодарам на поканата. Јордан Шишовски, универзитетски професор на Универзитетот Американ Коледж. Гледате Трилинг и рубриката Знаење што менува, поддржана од Семос Едукација. Елена Трајковиќ е сертифициран Microsoft тренер во Семос Едукација повеќе од 2 години. Таа веќе ги инспирира студентите и професионалците со својот свеж пристап и исклучителна енергија. Дипломирала на финки, насока, компјутерски науки и инженерство. Таа учествувала во развој и имплементација на интерни решенија за компании, за што е наградена со 2 признанија за иновативност. Важи за едно од најинспиративните предавачи во областа на IT, дата анализа и вештачка интелигенција. Нејзината професионалност, зрелост и јасниот начин на објаснување и овозможија да одржува обуки на голем број компании. Следува нејзиното видување на темата поврзана со вештачката интелигенција во рамки на прилогот и рубриката Знаење што менува. Замислете дека вашиот колега никогаш не спие, секогаш е спремен да одговори на вашите прашања, а дури и да изврши некои задачи за вас. Таков е агентот изграден со Microsoft Copilot Studio. Станува збор за AI асистент, кој што разбира природен јазик, може да извлече информации од ваши одобрени извори на знаење и дополнително да изврши задачи помеѓу вашите системи. Семос Едукација, како официјален Microsoft партнер, го поддржува и препорачува ова решение со оглед на тоа што не мора да знаете код за да направите еден AI агент. Во својата суштина, агентот е многу повеќе од еден четбот. Четбот само разговара, додека пак агентот размислува, резонира и делува. Тој комбинира 3 столба. Теми кои водат разговори, знаење кое што се основа на вашите податоци и секако акции кои што ги обединуваат вашите системи. Кога некој ќе му постави прашање на ваков агент, тој разбира природен јазик, го обработува истиот и потоа може да донесе одлука дали треба да следи некаков патерн, односно некоја си претходно осмислена процедура или пак потенцијално да заврши некаква си задача во некој поврзан систем. Започнувањето на градење на еден ваков агент е всушност многу едноставно. Прво нешто што правиме е му задаваме јасно име и опис. Му даваме некакви кратки инструкции на самиот агент, какво да биде неговото однесување и кои се процесите кои што треба да ги извршува. Потоа му поврзуваме знаење. Тоа знаење може да вклучува јавно достапни веб страници, може да вклучува документи или објавени на SharePoint или OneDrive или пак обични Word или PDF документи. Потоа почнуваме со градење на теми на разговор. Имаме 2 начини на кои што можеме ова да го постигнеме. Првата е со експлицитно дефинирање на нашите активирачки фрази. Станува збор за фрази кои што ќе ги употреби корисникот во разговор со овој агент, кои што ќе му укажат на самиот агент дека треба да превземе некаква акција, односно да започне со употребување на една од нашите претходно дефинирани теми. Доколку ова ни звучи прекомплицирано, тука постои и AI помош, односно можеме ние повторно со природен јазик да му објасниме на Copilot Studio каков е овој агент, која е оваа тема која што сакаме да ја обработи и какви се акции да превземе во неа. Што е одлично, бидејќи на некој начин додека ние градиме агент, имаме шанса и да искористиме веќе постоечки агент од Microsoft. Акциите се местото каде што овие агенти преминуваат од одговарање во действување. Со помош на различни конектори кон наши системи, ние имаме шанса агентот по наши инструкции да изврши одредено барање или одредена задача. Секој оној податок кој што влегува како влезна информација за да може да биде извршена таа задача, потоа има свој резултат. Но не само што има резултат во таа апликација во која што сме побарале, туку и самиот агент е свесен за резултатот и може да ни го приложи како одговор и да го продолжи нашиот разговор. Всушност, резултатот на овие акции е асистент кој не само што информира,
туку и делува. Стигнавме до момент во кој што ние искреиравме некаков агент и некакви патеки на разговори или пак превземање на акции. Но што се случува кога крајниот корисник ќе постави прашање надвор од нашите скриптирани патеки и ќе го изненади всушност нашиот тај агент? Нас ни треба план Б. А тој план Б е всушност генеративната вештачка интелигенција. Ова е опција која што можеме да ја вклучиме на ниво на целиот агент или пак во специфични разговорни теми и додаваме можност на самиот агент да се снајде во некоја непредвидлива ситуација и да изгенерира одредено знаење. Деловната вредност на имплементирање на ваквите AI агенти е огромна. Првата предност се секако впивањето на репетитивните задачи од страна на овие агенти и оставање на простор на нашите експерти да ги вршат оние тешки, комплицирани задачи. Понатаму, обезбедуваме брзина и секако конзистентност во решавање на задачите, односно веруваме на одговорите кои што брзо ги дава ваквиот агент, бидејќи користи одобрени бази на знаење. И секако, за крај имаме многу голема флексибилност. Зошто? Бидејќи ние сме тие кои што ги градиме овие агенти. Па со самото тоа доколку некој процес се промени, некое знаење треба да добие нов извор, ние немаме проблем тоа да го промениме. Дали сами, дали со помош на Copilot. Накратко, Copilot Studio ви помага да изградите агент кој ги разбира вашите корисници, го зборува јазикот на вашата организација и креира и превзема значајни акции. Доколку сте подготвени да го запознаете вашиот најнов колега, отворете Microsoft Copilot Studio, креирајте го вашиот прв агент и дозволете му да ја превземе рутинската работа. За вашите луѓе да имаат време да се фокусираат на работата која го движи вашиот бизнес напред. Во понеделник ќе се знаат имињата на сите нови градоначалници во Македонија. Тука е крајот на уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме, читајте на trilling.mk. Пријатна вечер.